28 годишниот Ивица Антонов имаше најголема среќа и прв доплива до Светиот крст, кој во водите на реката Вардар во Велес го фрли митрополитот Повардарски господин Агат Ангел. Вели дека желбата да го фати крстот на овој ден била голема, а дури 15 пати досега со верба во Бога влегувал во реката Вардар. Ова година бев ја најсреќниот фрлаш за крстот, го фанав, рипам од 15 години, прв пат оваа година го фаќам. Колку имаш години? 27. Каде работиш? Не вработен сум. Што постапуваш оваа година за себе и за граѓаните? Среќа, здравје, работа. Како се викаш? Антонов Ивица. Колку години досега си скокал по крстот? По- Точно дека ти е јубилејна година. Да, точно, од 15 години скокам за крстот, прв од 2 години го фаќам. Библија и Златен крст се даровите кои традиционално ги добива секој среќник. Општината, јавното комунално претпријатие Дервен, јавното водостопанско претпријатие Лисиче, но и многу приватни компании исто така ги даруваа за среќа и берикет Андонов и неговите другари. Владиката Агат Ангел посочи дека чинот на влегување во водите и фаќањето на крстот не треба да се гледа низ призмата на материјалното. Духовната вредност е многу поголема. Треба со вера да влегува и да влезе за здравје, за живот, за среќа, ако не е жене да се ожени, ако нема работа да си најде работа, да си замисли некоја желба и да го моли Господ таа желба да му ја оствари. Тоа е целта на овој празник и на тие млади што влегуваат во водите да го фатат крстот. Светиот чин на водокрштевање го следеа голем број на граѓани. За Македонската православна црква ова е потврдата за нераскинливата врска на верниците и вербата во Бога. Веруваме. Ако не веруваме, нема да испаднеме. Чувството многу го Бог се појави денеска. Убаво, пријатно чувство. Христијани сме. Со денешниот ден завршуваат така наречените некрстени денови.